им кажував на Иве, на Бице и на овие, нели у Црна Гора има еден интересен подкаст, едни исто поранешни ракометари. И они, ама знаеш што? Ја и ти сега си седевме тука, а они тоа го снимаат. Не знам, и тоа што си седат, што си прават муабет и што... Да, и тоа го снима. И вика на гостинот кој сега, Джоле, ајде брат, кафе направи помиску си. Разбирам. Ама и тоа си има се убави на Да, и овој оди си прави кафе. И сега ти од кафето му биле спонзори, разбираш? Као го мести тоа, демек спонзорите. Па после седни, демек чекај, време ли е? Не е време. И овој си опуштен, знаеш, си прави... Па, со овој беше, со Младжо. Со Младжо? Со Ракчевич. Така, опуштено, и овој иде мене сваѓа, и овој иде, брат. Иде. И Младжо е лик, брат. Младжо, многу те поздрави. Фала ти, брат. Екстра, значи имавме една таква интересна авантура таму кај Да, него со снегот. со снегот. Многу снег падна таму, многу снег. Немаше многу снег, немаше пат. Пат, таму нема пат, брат. Нема пат, така е. Ама човекот е многу интересен лик. Значи јас сум го сакал и као ракометар, онака звер, борбен, срчан. Сум ти кажувал како сме се запознали. Знаеш дека снимаме, така? Да, не. Знаеш како сме се запознали? Не. Се удал црвен картон нешто, сигурно. Па дали црвен, дали 2 минути, ама само што дојде играше на турнирот у Струга играш. Да видиш која е на славе нешто. Сега кој те патам, те фрлам у езеро, толку ќе ти биде. И од тогаш станавме другари невидени, да. Па виде, тоа нели му носе цели за ракијата. Па ставил слики, па поздрави многу, И за Македонија болен, да не се. Јас не сум сретнал човек, сум сретнал, ама со таква страст. Да збори за. Туди знаеш што, ние седиме 6 македонци на масава, го слушаме него и ни се отвараат. Уствари колку сме ние окей народ. Како зборувам за нас македонците, како зборува за нашата кујна, за гостопримството, за другарството. Ние си каме, чекај бе, па ние вамо од кај што доаѓаме. Не е така. Не, ние си извитоперивме, така беше. Него како народ станавме завидливи, зајадливи. Инаку ја те викнав за друго денеска. За друго ми? Да, не само. Добро, и си правим и за друго момент, не е проблем. Да. Легендарна беше у времето, сега денеска ептен имав работа и не успев да изгуглам како се викаше уредникот на емисијата Кутак за спорни тренутак во бивша Југославија. Не ми текна. Не ти текна, ти си помлад. Значи во недела си играше прва лига. Ја памтам емисијата, баш некој Марко нешто беше ќе го најде. И у недела нели првенство, сите најинтересни моменти, голови и на крај Кутак за спорни тренутак. И тука господа у црно. Да. Сега сме заменети, пошто јас, знаеш, кога со тебе која работам темава, список списоче обавезно Так. Бице ми е оправдано отсутен на службен пат е, овие негови го пратиле. Ке му оправдам. Вика, абе, другата недела снимајте со Джоле, викам, не може, Джоле е другата недела у Париз, у Фленсбург, тоа треба да намести некој резултат нешто, не може. Значи, денеска, као што се договоривме, ќе обработиме 10 ситуации, ама буквално Кутак за спорни тренутак. 10 ситуации од еден направа. Да, 10 ситуации од еден направа. Еве, случајно го избрав Македонија-Словенија, ти не знаеш. Стварно не знам, ама еве сега се чудам дали е случајно или намерно. И 11-та ситуација, за таа ти кажав, а тоа е за мене омилениот Канјелас и нападот последниот на Шпанија во финале. Последниот на Шпанија што беше во финале. Тој ќе го изгледа на крај. Сите имаме некој. Ќе ти кажем има уште едно, ние нели го судевме полуфинале на Шпанија со Данска, а другото полуфинале беше Франција со Шведска. Тоа е интересно и тие последни, ама во некоја друга прилика тие последни 15 секунди да ги подискутира. Што све се случува и што све може да се случи во ракометот за 15 секунди. Ќе си ги обработиме тие. Да си запишеш тоа. Значи ево, вака денеска имаме 10 ситуации. Ја уште не сум почнат сериозно со припреми за полумаратон, па не сум топ спремен. Имаме 10 ситуации, ќе ги погледнеме, ќе одат нели, ќе се гледа. Да. Ако сакаш, ако имаш потреба, ако не ти текнува, јас ќе ги враќам, нели ја ќе ти бидам као диџеј и ќе ги коментираме. Пардон. Првата ситуација, значи, надпреварот Македонија, Словенија. Да, еве, гледам. Практично, ај пред тоа да те прашам малце нешто друго. Кога беше првиот пат гостин, зборевме за едни црни сценарија, ти текнува?
Мене многу убаво ми текну. Како не те послушнаме кладилница, бе, Джоле, бе? Брат, треба да знаеш, треба да имаш визија, да ги знаеш екипите, да си ја знаеш својата екипа и ќе знаеш како Сега, например, сега ако би те прашал ти како си задоволен од настапот на македонската репрезентација, ти ќе кажеш па јас знаев дека така ќе Ја биде. знаев, пошто јас ти кажав, не Ти ви кажав, кажав, да. баш пред првенството беше. Ти рече со Данска губиме, со Словенија губиме, со Црна Гора многу тешко. Многу тешко, ама и тоа ќе. Така и И беше. така и беше. И така и се случи. Што се случи? Па Судиите ли не беа? па кај нас секогаш судиите Ма секој. за Словенија ќе те... Да, ќе има и нешто, види. Кај нас нормално, тоа е општо познато правило. Ако ти секогаш судијата е. Еха мафија. Дека е мафија одма, да. Меѓутоа, кој ќе видиш и кој ќе изанализираш утакмицата, ќе видиш, јас секогаш велам, првен види каде ти грешиш, а после каде грешил другиот, и на крај каде грешеле судиите. А сега ќе ми објасни ми Ајде те прашувам каде грешевме ние, добро? па има поише Има каде поише, грешиме, да. Да. Ќе Изанализираме тоа. Зашто не? Ајде одиме. Првата ситуација, самиот почеток на надпреварот, можеби првиот напад беше Добро. за Македонија и јас ќе ти кажам ја што судам, а ти Ти што судиш, а што е А ти правилно? што е правилно? Ете така. Може би така е најубаво. Да. Јас судам пенал. Пенал дефинитивно, затоа што и дури жут картон ако е прва минута, може тука и со не може него 2 минути гледаш во прави. Повторената снимка. Пешевски е Го добро влече поставен. скрос од позади, добро Едниот го поставен. влече, другиот е во 6 метри. Така, 50 и кецоте во 6 метри брани, така да пенал дефинитивно и жолт картон минимум. Минимум, така. Независно што јас сум Независно. навивач на На Македонија Македонија. во ситуација. Така. Тоа ни беше првата ситуација 1-0 за мене. 1-0. Така ќе ги броиме до крај. Така е. Втората ситуација, значи рековме 10 ситуации, ќе разгледаме исто Од истиот напад. од истиот напад. Македонија е во напад, од лева страна Малиов Георгиев ќе се обиде да се пробие. Не успева, досуден е фаул. Сега ќе видиме Сега ќе видиме на повторено. Да. А може би нема, еве ќе ти ја пуштам Пушти јас уште еднаш, да. Да, некои ситуации ги нема на повторено. Една и од грешките Малце аголот не е тука добар наш. Георгиев игра на почеток. И што ќе досудиш ти? Јас судам пенал. Не може да Десното биде крило пенал ми е никак. во 6 метри. Да, ма гледај пред тоа. Ајде да ми уште. Ајде. Талевски. Ајде гледај. Еве Георгиев. Доленец. Доленец значи го бутка, така? Меѓутоа од ударот на Георгиев иде играчот во 6 метри. Значи по инерција, не дека е он внатре. Значи ако има играч пред него, може само на 9 метри да го вратиш. Значи ние во моментов јас судев пенал, грешам, навивачки судам, а Навивачки ти судиш фаулот е почнат некаде на 7-8 метри од Доленец. Така е. И имаш играч пред 6 метри. Значи од ударот на нашиот играч, меѓутоа бидејќи има фаул претходно од Доленец. Затоа е 9 метри, а да беше пример удар од Георгиев ќе беше пробивање. Меѓутоа дека Доленец го бутка нашиот, а ово е пред 6 Независно што метри. крилово е внатре. Независно. Не е внатре. Од буткањето ни иде внатре. Гледај. Уште еднаш. Абе ние навивачите поинаку. Поинаку беше. Гледај се. Кој е Маргуч некој. Значи он го бутка у одбранбеното крило и Добро според тоа тоа е е 1-1. Третата ситуација. Третата ситуација, мислам тука сигурно те добивам. Ајде. Значи не знам, нема да има повторување, гледај внимателно. Шутира Шутира. све на почеток. Да, ги има. Сега Мачковшек и прави. 1, 2, 3, 4. Еден куп Караджич! Караджич. Ајде ше еднаш ги ти пуштам, тебе ти се омилени овие. Омилени. Сега малце ти зборував. Слушај, само ние имаме доблест да ги фатиме колку кораци имаш и се заборави. Колку? Изигра. Го претрча пола терен. Ове и долго е Караджич. Идол. Па види, иста школа. школа. Иста школа. Дефинитивно. Независно што знам еднаш ти ми кажуваше на пример за брзиот центар дека многу е битно дали влијае на играта. Така е. Нели? Дали представи или не. Не само Ама тоа, него овде- ако имаш веќе одбрана поставено за брз центар, не е битно дали е Овде 2-3 метри. независно што он беше Независно. сам на терен. Секура. Чекори се. Чекори. Жуле. 2-1. Ајде. Мислам не Два. ја против Да, тебе. не, него против Него ја ситуација. против овие суди. Четвртата ситуација. Ова исто интересна. Еве нема да зборам, погледни ја. Ај сега
Па се ти обрати, кажи, ајде. да. Значи гледај го Доленец. Ево таму на широко игра бодрано. Има повторување, убаво ќе се види. Сега ќе видиме повторена снимка. Не збора. Фитилјот напаѓа. Пенал и 2 минути. Не може да биде црвен картон, затоа што он иде со главата доле, али 2 минути чисти. 2 минути, чисти. Тука немаме дискусија, така? Да. Ај беше нешто ќе ја свртам. 2 минути чисти. Затоа што гледај, нашиот иде со главата надоле иде. Гледај. Гледаш? Ама Иде сепак- со глава. Сепак, тука не, минимум 2 минути. Минимум 2 минути. Така се сложуваме. Дури сега вие би можеле тука може да направите. Затоа во оваа ситуација си даваш тајм-аут Така. културно. Си даваш тајм-аут културно. Си доаѓаш до него со досуди. Што мислиш 2 минути и црвен? Ајде идеме да видиме. Да видим. 2 минути. Нема да биде дури и црвен да му дадеш во оваа сега, ситуација. Не. сега малку пауза. Имавте таква ситуација, а не успеавме да ја видиме на телевизија со Ландин. Со Ландин кога искочи надвор кога Да, бранеше што се случи? сега ти кажам што се случи. На телевизија не се видува. Јас бев од оваа страна, баш од оваа страна бев, а Славе беше од другата страна. Ландин искача надвор и брани со нога. Со нога. Ама он не може да ја види, а ја ја гледам. Нема за тоа, немаме ни забрана дека можеш да гледаш, ама ја сакав да ја, пошто ако јас сум ја видела, многу не виделе, нема да малку испадне е дека јас сум најпаметниот и ова. необично, да. И сега за да ја продаеш одлуката, ја му викам Славе, Да ја потврдиш. да ја потврдиш. И му викам Славе, овој изигра надвор. Не го видов ја. Бе изигра надвор, викам 100% сум сигурен, изигра со нога, тоа е пенал и 2 минути. Ама викам ајде за да ја продадеме одлуката, да идеме до ова, за да никој не се буни. И така испадна. Сите насетувавме на екранот, навистина не можеше да се види, можеш. пошто нели као нешто фрлен, беше на земја, нешто не се види. Надворот 6 Надвор 6 метри, брани со нога. а доби пенал? Доби пенал, затоа што он е надвор веќе како играча на голот немаш никој, значи тоа е пенал и 2 минути. И таа е погоди. До кај стигнавме се 3-1 беше, Добро, Джордж. 3-1. Памти. Значи идеме сега петата Пета ситуација. ситуација. Ова ми е и мене, не сум до крај сигурен. Ајде. Ајде, ќе изгледаме можеби малце повеќе. Значи во еден момент Макуц ќе игра, јас мислам со нога. Ево тој момент. Сега погледнеме уште да, еднаш ќе ќе- видиме, ќе- пошто ќе дали го беше има. фал претходно. Тоа Тоа е многу битна работа. Ако било фал удиру нога нема ништо, тоа е фал. Попусто е се, така? Така. Да. Тука и јас се двоумев искрено. Затоа што мислам дека му беше направен фал, Дека е кој ќе се пресуден наведе. фаул од претходно, така? да. Тоа е Скубе најверојатно тука. Овде. Така? Да. Фаул е? Фал. Фал е иде фати као да го сопну и него му удирил нога. Ова после што се случува нема нема никаков. И дури мислам дека еве баш го изведуваат фаулот на таа страна. На таа страна и заради тоа е фалот. Иначе не може да биде нога ако е досуден фал. Претходно фаул. Така е. 3-2 гол. Ама се уште Али, водам. слушај, али се уште ми е криво Се што уште водам. ваква Словенија не ја добивме, да ти Еле. кажам наискрено. Никад послаба Словенија. А ја мислев сега да ги соберам тука редски колку сме оштетени од судиите. Ако собира редски, да видиш што колку 3 е. до сега сам. Ништо, значи ништо страшно. Чекај се, идеме понатаму. Шеска. Шеска во фокусот ни е Јанц. Ајде, Блаш Јанци, значи на крило да гледам. Или на бек, тој знае и на бек да игра. Да. Дури и 2 минути. Ајде сега да видиме. Цветан што направи. Тука дојава по... Тука најво. Да. Значи, чим е слободен просторот? Да влезе, иде да шутира, ако што виде, Цветан го отиде од страна со рам. Чист пенал И 2 минути? Чист. 3-3 е. 3-3. Значи, Готово. уште колку ситуации имаме? Уште 4. Уште 4. Имаме време. Ами на крај ова ќе ја вклучам ако Значи, треба ова ти е пенал и 2 минути И сигурно. ова со- Ако он е статичен и на место, пред да дојде он да се судри во него, тогаш е пробивање или е пенал доколку е во 6 метри. А ова од страна секој удар е пенал и 2 минути. Ја бев сигурен тука, ама ми беше Ама, многу да си убава потврди. ситуацијата за да си ја Оти многу често имаме вакви ситуации. Има. Така, еве вчера имавме завчера Вардар Монпелје. Џомба мисламе наш така одлетна така. Така е. И сега ние пробивање. Не може да биде Не, пробивање. така. За да биде пробивање, мора играчот
да е статичен на времето пред овој да дојде ударот. Не може да биде пробивање доколку играчот одбранбен скока. Значи не може никако пробивање да биде. Например, и потегот на Цветан, и потегот на Джомба, ја го оправдувам. Нека се помача да пенал, нека шутира, така. Значи јас сега да не добиеш исклучување, тоа е муабетот. така. Пеналот, ајде. Пеналот, да немаш пеналот, да. Текнува на НБА, брат, нема лесни кошеви. Нема лесни кошеви. 76 слободни фрлале, така? Па последните 5 минути траја по 2 сати. 2 сати слободни, нема лесен кош. Мачи се до крај. И ја по времето дека за Лейкерси па Шекил пал. Да ти кажам неискрено. Дали тогаш беа Лейкерси 4 од 12 не може да погоди. Така е. И полошно. И полошно. После на крај научи ги шутирајше на 3-3. Седмото е... мислам дека тука сум у добитна ситуација. Ајде, гледај. Значи, гледај го нашиот маđarски. И оваа ситуација си ти еднаш ја работевме. Имаш удар од страна. Ако виде. Јас видов, сега дали сум сигурен и дали е доволно, или дали е доволен тој удар. Ево го доде уоке се види. Талевски подава. Ово е внатре во 6, раката му е на стомак. Раката му е на стомак, меѓутоа ударот е толку силен, значи нашиот да изглуми и да е паметен, дека го удира паѓа да падне и да изглуми, ќе му суди пенал и 2 минути. Ама он пошто иде и шутира и нема никаков ефект од тој удар, затоа не му суди ништо. И тоа е... Ти што ќе досудеш? Овдека ништо и ќе го поменам многу јако, уште еднаш ако го пипнеш 2 минути идеш. Ама за да му дадеш 2 минути мора да дадеш и пенал. Така да не можеш да ја продадеш од луката. Ме сваќаш? Ај пушти уште еднаш да видиш што ти. Не можеш тоа. Тоа не можеш да бара за тоа. Гледај. Значи он има залет, има шут силен, ама одбранбениот е во 6 метри и раката му е на... И раката му е на... У најмала рука можеш да свириш пенал. Пенал. Тоа барам ја речу. Ајде, еве гледај. Не знам, он преточила про 6. Шеската е внатре. Така и гледај. И раката е на него. Ама толку е, значи толку не му влијае никој на тој шут, затоа не му свири пенал. Тоа е муабет. Маđarски, ја? Маđarски. Да паднеше малце, па и 2 минути можеше да буде. Ај ова пола да ја рачунаме. Пола, ајде. Пола. Не решено. 3,5. Неќам да гувам. Ни јас. Неќам да гувам. Само ради тоа не му е суден пенал, да знаеш. А иначе е пенал. Според правила е пенал. А пак Јанс го гледа. Фале пред токо мислиш на пробија. Сега ќе видиш зашто. Затоа што нашиот го бутка у нашиот. Гледај се. Ево. Дори можеше корачиња. Талевски го бутка во одбранбениот. Гледаш? Лек ја изгубаме. Изгубиш работа ги испадне како овие. Поише за нас суделе. Не, имам уште 2 ситуации. Не може така. Ке ги забрзам, он се нестрплив сум. Колку испадна се? 4,5, 3,5, да. Значи овде гледаме Пешевски. Овде сум сигурен. Ајде. Против Пешевски, Благотиншек е внатре, ова е внатре. Не може да е фаул за 9. Сега уште еднаш ќе. Не збори ништо пред времето. Нема тоа, ништо. За такви работи ситуации нема гледање. Ајде, ќе ќутам. Сега ќе ти кажам зашто. Пенал. Така, ама нај зашто. Пенал. Да не ја шутнеше, не може да биде пенал. Се сложа. Ама пошто е шутна на крај, ама му дозволи. Игра во Германија, игра за Македонија долго време. Пенал. А да не шутнеше ќе го вратеа на 9 метри. Иако Благотишек беше во 6. Да. Пошто нема зашто да му суди ако не шутне. Нема чиста ситуација за гол. Земи длабоко воздух, 4,5, 4,5, значи ова е пресудна последна. Десетава, ја од овде ја гледам и ја читам. Ја читаш и ја знаеш. Ајде. Како беше Надежта последна умира. А вика не беше жива е нада. Бера прва умре. Кај нас све испоумре во Македонија. Ева 10-та ситуација. Во која што гледаме, пак нешто за нас, недосудено, според мене, значи, пенал. Слична како со Јанци со маđarски ситуација. Чекај, сега ќе видиме. Да не кажам дека е истото. Како таа ситуација. Ова е во 6 метри. Нема ништо.
Нема ништо. Ја изгубив партија. Нема ништо, му доаѓа, му се трга. Да видиш и шутира. Ајде уште еднаш да видим. Да, случајно не Ти знам. кажува за нада, така? Да, за вера. Нема ништо, гледај како шутира се. Нико нит го пипа, ни ништо. Не му претрча, само дојде и си се тргна на страна, значи он не му смета на ударот. Доколку протрчаше кроz 6 метри, гледа. Ево внатре, се повлече. Се повлече, ама ништо не му смета на ударот. Така си се трга. Значи, ја ако резултирам... Мајца да биде овакво... Не, чекай, 5,5, 4,5. 4,5. Значи, во повеќе ситуации судиите беа во право. Во повеќе си. Ама во... Еве, ај нека не биде, ама во 4 оштетила ке на не. Па ако гледаш така, значи пола е. Значи не оштетиле. 50-50. И ваму имале грешки, и таму имале грешки. Па сега, тогаш треба да ја анализираме цела утакмица. Ние од ситуације, тоа ја некако цела. Треба да ја гледаме цела утакмица и да анализираме. Некако. По секвенци. Ако може. Генерално, како ти се допадна судењето? Вие судевте и многу важен меч, полуфиналето го судевте? Па за мене секогаш полуфиналињата се најважните мечеви, бидејќи ти одлучуваат кој ќе игра за медал. Како што гледаш и самиот има голема смена на генерации, од постарите останавме само ние и чесите. И кога судиме ние и чесите, нема проблеми, тимовите го прифаќаат тоа. Имаше поплаки джабе, нели? Па види. Не пратев баш многу, ама... глобала немаше поплаки у смисло да има официјални извештаи, поплаки, повреда на... Меѓутоа, помладите суди се далеку 2 класи под тоа што треба да бидат. Треба уште бар 5-6 години да овие сега созреат и бидат да дојдат во врв. Они премногу рано доаѓаат таму кај што треба да дојдат. И самиот виде што се случуваше во едното полуфинале и во финалето. Колку погрешни одлуки, колку... Одеме во финале, еден од моите миленици Канјелас е се ова... Стара коска. Да, како го направи видеото на 2 пати, во две ситуации го имам, ама ќе ги пуштам двете, ќе си ги видиме. Значи, чекај вака, извини, као вовед, да. Значи, финалето, 60-та минута, Шведска Шпанија 26-26. Така е. Шпанија има напад 59-та минута и 25-та секунда. А знаеш дека од 59-30 секунди све што се гледа треба да обратиш посебно внимание, пошто ако е фал за црвен картон е и пено. Така сме го збориле тоа, последните 30 секунди дека имаат различен третман некои работи. И сега пошто овие црвени жолти, нели Македонија, Канјелас, дека од Скопје, од Вардар дека е, ние нормално, ти дека не ги сакаш скандинавците. Па подракни овој, е? Да, ти дека не ги сакаш скандинавците, ги реши овие дамците, така? Па не ги елиминирате. Сами си се елиминира. Види, сами си се елиминира. Види, она што го направија во четвртфинале, што беше пред полуфиналето, нели? Таа калкулација ги кошташе после. Затоа не, тоа во група да не беше. Група беше. Ама со тоа одлучува кој ќе игра во полуфинале. И нели одма карма ова. Карма и за бич. Карма и за бич. Океј, ја гледаме ситуацијата во која што Шпанија е во напад, Канјелас ќе има топката и јас мислам дека е фал. Ајде. Еве во моментот. Ништо не беше вие. Сега имаме уште еден кадар. Чист фал. Мислам, ја знам, бев там. Да, ја знаеш ситуацијата. Ја знам ситуацијата, ли убаво да погледнем сега ќе погледнеме и другиот кадар. Канјелас не може да се помери, нормално. Ево. Удар, еден, друг, па и го подзадржи, да не падне. Значи, само фал мора да досудиш. Мора да досудиш. И сега, судиите директно влијае на... Директно и директно влијае. Така е. Нивното убедување е дека не било фал. Ние гледаме, реално ти си искусен, си судел олимпијади, светски првенства. Еве, еден удар, уште еден удар и го фаќа го подзадржи. Значи, он иде да провоцира фал, ама е фал. Така.
Значи Шпанија е морален. Морален побед. А случај ова беше убаво да се малце разбие, нели, тоа уназад Шпанија. Да. Али не, тоа не треба да биде пресудно сега. Така да нема врска. Да, Шведска ги освои симпатиите на сите вистински љубители на ракометот. После 20 години мислам дека добива злато. После Стокхолм. После 20 години, точно така. А интересно е што они се... Тогаш татко ми го судеа тоа финале. Да? Против Германија. Како интересно. Интересно, тогаш Германија даде гол со пречекорување на нога, па го врати. Колку ќе беше интересно вие да го судете финалето? Ние го судевме исто во Стокхолм после толку години, ама 2020. Ама убаво ќе беше да вие да судите и да биде Шведска... И да биде Шведска пак. Так, и ти вака на скандала се кажеш. Не, болje да не судим и да не му викам не, да не сме ние криви. Джоле, ова супер брзо ги сработивме. Јас бев убеден дека повеќе грешки ќе најдеме, ама задоволен сум со ова. 4,5, 5,5. Слушај, уиднина, ако сакаш да најдеме поише грешки, јави ми се предходно, кој ги монтираш. Кај се грешките, брат? 10-0, разбираш? Ќе ги измонтираме. Беше многу мило. И ова сакам да те прашам. Го гледаше Вардар со Монпелје? Да. А и малце и за Вардар. Да направиме еден осврт. На брзина, така? Па види, евидентен е напредокот во играта. Евидентно е како играчите има тимски дух, како се борат за секоја топка, како се намалени техничките грешки, како секој си ја знае својата работа, како во одбраната, така и во нападот. И како со уште потесен ростер и со помалку играчи, со помалку имиња, рачуни. Не само тоа, рачуни дека малте не игравме без среден бек. Сега Карапалевски дојде до израз и овие се тие моменти, овие се тие утакмици каде што нациите деца може да дојдат до израз, да се истакнат, како што се истакна во овој момент. Да не зборам за Томовски беше одличен. Дека не го сметам за дете, Томовски го сметам за врвен голман. И на првенството и цела сезона во Вардар, иако во Вардар се гледаше дека по-константна, по-стабилна, не штима секако што треба, он сепак беше многу. Војович се жалеше некогаш дека он можеби не можел да го одржи нивото, ама со таква одбрана како што викаше Червар, рупа овде, немој голманот да го бараш за виновник. Види, во последно време бараш константност во работата, исто така константност и во голманите. Зашто го поштувам Борко? Кога треба, знае да одбрани. Него му треба мотивација исто како и мене за секоја утакмица. Кога имаш посебна мотивација, тогаш имаш посебна инспирација. Секогаш најголемите грешки се прават против многу послаби екипи. Тогаш не си сконцентрирани, тогаш иде све. Меѓутоа, кога има мотивација, кога има инспирација, успехот е неминовен и играта. Ти ми беше добар прогнозер пред Европското првенство. Ајмалце прогнозирани за Пелистер во Лига Европа и за Вардар во Лига Шампиони. Пелистер во Лига Европа... Пелистер го видовме со ним во малце чудно светло, иако мене ми се допадна како игра, ама... Не беше чудно светло, туку беа ослабени за 4-5 играчи. Многу, за цела бековска линија малте, така Мараш, Перич, Обрадович. Така, и како се надева, значи изигра одлично, дури има шанси да нема некои технички грешки во... Ја му најдов замерка на овој, како се вика... На граѓан крај? Не, на градниот инженер. На Бабич. Искрени да бидеме, во еден момент ги стави Кукуловски кој што има 2,5 минутажа, го стави Танковски кој има 45 секунди, така е. И треба да ти одлучи на крај утакмицата. Во моменти кога они направија од -1 плюс 2 или 3 например, така. И некој што не ти е загрени, што нема овакво, нормално дека ќе направи грешки понатаму. Бице има многу добро го глуми тој момент, кога играчот нели седи на клупа например 50 минути и кога тренерот го вика изненаден. Ја мора. Баш така. Али морам да кажам дека и со таква екипа и со кои све играчи изиграа одлично до крај, малтене изгуби една разлика. Може да се надеваме од Пелистер? Дефинитивно. Добри резултати. Дефинитивно ќе сега они играат колку што знам против Тата Бања играат таму. Да, они имаат добро салдо на бодови, има да се доста изедначени сите екипи. И против Шафхаузен мислам дека играат дом. Да, ама ако се во цел состав и ако играат вака... Да, ако играат вака, дефинитивно. Како се викаше, Фармеров, ако не прави некои експерименти... Знае да направи експерименти, како што правиш и овој предходниот. Да. Значи за Пелистер добра ни е прогноза. А за Вардар?
За Вардар да ти кажам, многу е битна утакмицава сега против Загреб. Загреб во среда. Во среда. Ако ја добијат веќе ќе имат многу повеќе само поуздање и после идеме играме. Целта беше 2 победи од 4, значи таа ќе биде втората. Ќе биде втората победа и што е голем успех за многу кратко време. Ќе остане Брест и Елверун ќе остане дома. Така да имаме голем, веројатноста е голем. Меѓутоа да почекаме, а мислам дека ќе го добиеме Загреб во Скопје. Пошто почна веќе наслови карти за Келн се продаваат. Македонска работа. Македонска работа. Зашо да не сонуваме Келн пак? Не, далеко сме да бидеме искрени. Далеко сме да бидеме искрени оваа година, меѓутоа надежта е голема и последна умира. Никогаш не се знае, секогаш не отпишуваат. Спомнавме преска за. Секогаш не отпишуваат и на крај кога немалку се надева шоп. Ете си у Final Four. Меѓутоа, мислам дека од наредната сезона ќе прати подобра екипа. Верувам дека и со Девис ќе подпишат. Тоа ќе биде можеби најважниот чекор. Независно од ростерот и од се. Ти гледаш дека и самите играчи кога сега го гледаат видели Столе како се врати на таа како гол полу контралишт, како гол даде Мангупски. Не само што се врати, како ја пресече. Столе. И Мангупски гол, тој гол беше пресуден за победа. Сети се на сликата од пред изминативе. Дали се сеќаваш кога прогнозиравме кој ќе биде тренер? Кога кажавме кој ќе биде тренер, така и испадна од 7 играчи, од 6 или 7 тренери, требаше да одбереме еден гол, одбрав Мик Девис. И тоа е тоа. Еве, у Веспрем не направи многу. Меѓутоа, тука... Јас малце му ја гледав таму статистиката, воопшто не му е лоша. Не, се слагам дека не му е лоша. Меѓутоа, не освои очекува премногу, не освои Лига шампиони. Меѓутоа, овдека му лежи Скопје. Му лежи Скопје, му лежи Македонија, му лежи темпераментот на луѓето. Најверојатно и притисокот е помал. Дефинитивно. Сега е тотално неоптеретен од притисок. А таму е секојаш притисокот на највисок. И ги кошта тоа. И плюс таа гулашот таму ше таа коленици да Слушај, маđарски одлична храна не се слага. Одлично. Малце те провокација. Мал провокација да видиш. Ти благодарам уште еднаш на поканата и секогаш ми е задоволство со тебе. Секогаш ми е чест и задоволство да бидам кај тебе. Баш ми е кемшо фер судиш. Што не судиш за мене, за нас и за тебе. Да, бе, ситуацијава, така е. Пошто јас као судија дојдов, така. Така е. Ќе се видиме некоја друга ситуација. Ќе позборуваме и за ние теми преска што позборувам обавезно. За ти секогаш кога сакаш. Поздрав.